Беровскиот крај е вистинска воздушна бања. Гости има од цела Македонија, но најмногу од Кочани, Струмица, Куманово и Скопје. Според официјалната статистика, во Берово годишно поминуваат околу 15.000 туристи. Покрај гостите од Македонија, малкумина знаат дека ова мало градче во последните години намамува стотици туристи од Европа, и тоа најмногу во летниот период. Берово од година во година е се поатрактивно за туристите од Холандија, Бугарија и Грција. Општина Берово во последните неколку години интензивно работи на збогатување на културната понуда, особено во периодите кога е најпосетено Берово, во летниот период. Имаме доста манифестации, доста културни настани. За Богородица познатиот етнофестивал, исто така и оваа година е дизајниран на тој начин да понуди богата културна програма и квалитетна програма. Ке учествуваат Езгија бенд, Монистра, Гоце Стефковски бенд, исто така традиционален фолклор. За оваа година имаме најавено концертни на Сладкаристика, на Тамара Тодевска и уште неколку значајни имиња од нашата поп-рок сцена. Туризмот има тенденција да прерасне во главна економска дејност, затоа интензивно се работи на подобрување на инфраструктурата, подобрување на сместувачките капацитети и на едукација на локалното население за начините на промоција на сопствените апартмани преку онлайн огласување. Најзначајниот дел за привлекување на туристи секако е инфраструктурата и мислам дека општина Берово се обидува во тој дел да ги му овозможи на туристите поудобен престој, а тоа е изградба на неколку главни инфраструктурни капацитети како што се отпадните води, подобрување на системот за вода, потоа улично осветлување, обележување патеки и мапи кои што ни се дел од понудата. Исто така би сакал да напоменам дека е многу важно тоа што во општината веќе се изработија урбанистички планови кои што можат да бидат дел од понудата за подигање на нови капацитети, за развој на туризмот и за инвестиции. Во тој дел би спомнал дека деталниот урбанистички план на Беровско езеро е разработен и сега имаме измена за изградба на скијалиште, кој што ќе биде атрактивно и во зимскиот период, со сите содржини, од бачило до топови за вештачки снег, како и условите кои што можат да бидат за мали спортови. Македонската храна, вкусно приготвена на старински начин, зачинета со мирисите на локалните билки, е прв избор на гостите кои сакаат да го вкусат традиционалниот специјалитет. Најспецифично кај нас се тие специјалитети од месени продукти, значи кои ги правиме зелници, попарници, качамакот исто наш специјален, а најсме познати да речеме во регионот и во Македонија, и пошироко така да речеме и во Европа, со нашиот специјалитет малешевска тава во кукла леп. Специјалитетот се содржи од месо, кој исклучиво се зема, да речеме, кој е производ од Малешевијата во планинскиот дел, кај што свињите се ранат исклучиво од природна храна, жировна храна така наречена. Ги користиме сите печурки кои се од нашето поднебје, го користиме нашиот домашен природен кашкавал кој се произведува од нашето млеко во Малешевијата и лепче кој се произведува исто така на 1400 метра надморска висина, така наречена летица рж, која се уште ја нема, значи тоа е изгубен некој, ние ги имаме, ја одржавме таа традиција на ржта и го мелеме на воденица. На малешевската тава спремаме и од свинско месо и од други врсти на месо, пилешко, телешко месо, истиот специјалитет. Печење имаме печурки разновидни во менито. Во убавите вили покрај Беровскиот езерски бисер сместување може да се најде и за 600 денари. Во хотелите сместувањето е околу 1800 денари. Во Малешевскиот регион има 140 археолошки локалитети кои чекаат да бидат истражени. Локалната власт прави напори за нивна промоција со цел привлекување на што поголем број на туристи. Но не само љубителите на археологијата наоѓаат задоволство во Берово. Тука се и европските велосипедисти кои се почесто го вцртуваат градот на мапата дестинации кои треба да се посетат. За авантуристите се маркирани 5 пешачки патеки, а дел од нив може да се искористат и за велосипедизам.
расте интересот на странските туристи за летување на Охридското крајбрежје. Хотелиерите